Здраво, јас сум Јелена Ѓорѓев, програмер, блокчейн експерт и технолошки консултант со долгогодишно искуство во модернизација на системи, автоматизација и паметни дигитални решенија. Мојата мисија е да го направам преминот кон сметководство 4.0 практичен, разбирлив и остварив за секоја фирма. Денес сум тука да ви помогнам да се запознаете со тоа што следи, особено ако сакате да го направите овој премин свесно, паметно и навремено и да искористите технологијата за поголема ефикасност, сигурност и вредност во вашата работа. Па да започнеме. Најпрво добре дојдовте и денес навистина ми представува големо задоволство и чест што можам да зборувам со професионалци кои, како и јас, исто така чувствуваат тежината и одговорноста на оваа професија и истовремено ја гледаат нејзината иднина. Сметководството секогаш било дисциплина која што бара прецизност, интегритет и посветеност, но денес бара нешто многу повеќе – флексибилност, анализа и технолошка интелигенција, како и подготвеност за постојана промена. Она што ќе го разгледуваме денес, пред се ќе отвориме вратата кон новата ера на сметководството, не само како техничка дисциплина, туку и како интелигентна и стратешка професија што има капацитет да ја води организацијата, а не само да ја следи. Денешнава презентација има 3 цели. Прво, да разбереме каков е светот во овој момент, второ, да видиме каде сме ние, и трето, да видиме кои можности ги имаме за да се позиционираме како професионалци повисоко, кои не се плашат од промените, туку активно ги водат и следат. Сакам од почеток да кажам нешто важно, дека ова не е предавање со цел да ве уплаши, ова е предавање со кое што сакам да ве ослободам и оспособам да добиете сила и да ве направи уште повредни за организацијата. Технологијата не е тука да не намали, таа е тука да не засили, да не направи посилни и подобри, и денес ќе видиме како. Да се навратиме и потсетиме малку на предавањето од минатата година, каде што водевме разговор пред се за новите технологии, како што е блокчейн, вештачката интелигенција и така натаму, и разгледувавме неколку софтвери и апликации, како Xero, SAP, QuickBooks и Zoho Books, како алатки, кои што многу се користат во финансиските и сметководствените системи на ниво на целиот свет, но и алатки кои што нам ни нудат нови можности. И ако погледнеме што се случи за само една година, она што беше функција во тестирање, сега веќе стана стандард, и алатките што ги разгледувавме лани и разгледувавме со колкав процент и на кој начин им ги олесниле, подобриле и автоматизирале процесите во компаниите каде што беа користени, и кои се уште беа во функција на тестирање, денес работат со целосни копилоти на вештачката интелигенција, автоматски откриваат грешки, создаваат предвидливи модели и нудат препораки кои што до вчера ги дававме само ние луѓето. Ова е многу важен момент. Светот се движи многу побрзо од она што го очекувавме. И првата лекција, која што треба да ја научиме, е дека ние како професионалци мораме да бидеме во текот со се она што е денес. Со се она што ќе биде за 6 месеци, 1 година, 2 години и така натаму. А зошто? Затоа што промените, што порано траеа 10 години, денес траат 1. Од аспект на развој на технологијата,
одат на аспект на колку брзо одредени состојби, процеси и тестови ги заменуваат стандардите и се вклучуваат во нашето секојдневно работење и живење, и од аспект на колку побрзо се развиваат уште понови, подобри или поусовршени модели и алатки кои што ни овозможуваат секако да си го олесниме секојдневниот живот, да олесниме нашата работа и секојдневни обврски, но секако и да ги подобриме за да бидеме многу подобри професионалци. Кога зборуваме за сметководство 4.0, тоа најпрво не представува некоја мода, тренд или маркетинг збор. Зборуваме за неизбежна еволуција што веќе се случува пред нашите очи. И овој термин всушност е многу значаен затоа што носи историска тежина. Ако погледнеме наназад, секоја индустријска револуција ја менувала структурата на општеството и начинот на работа. Првата ни донесе машини и го замени рачниот труд. Втората ни даде електрификација и масовно производство. Третата ја донесе дигитализацијата, компјутерите, интернетот и ERP системите. Четвртата, онаа во која сме денес, ни ја носи интелигенцијата, системи што разбираат, што учат, предвидуваат и одлучуваат. И во сметководството ова значи дека стариот модел на работа, модел заснуван на внесување, обработка и проверка, веќе не е оптимален, повеќе не е доволен. Сметководството 4.0 бара од нас не само да бидеме точни, туку и да размислуваме стратешки, да не бидеме само техничари, туку да станеме аналитичари. Клучниот момент тука е следниот. Технологијата сега ни овозможува да ја префрлиме рутината на машините, а човекот да ја превземе вредноста на одлучувањето. Тоа е всушност суштината во сметководство 4.0. Машините работат со податоци, а ние работиме со значењето од тие податоци. Ова значи дека сметководствената професија станува повозвишена, а не помалку важна. Ние конечно излегуваме оценката на оператори и влегуваме во улогата на финансиски архитекти, луѓе кои градат, кои предвидуваат, кои анализираат и кои водат. Ако претходно сметководителот реагираше, денес тој предвидува. Ако претходно сметководителот проверуваше податоци, денес тој управува со ризици. Ако претходно сметководителот ги подготвувал бројките, денес тој ги толкува бројките за менаџментот. Оваа еволуција не е во иднината, тоа веќе се случува. Прашањето не е дали ќе бидеме дел од неа, туку како ќе станеме дел од неа. На овој слайд велиме премин, дигитализација, автоматизација и интелигенција. За да разговараме на темата представена со овој слайд и со наредните слайдови во оваа презентација и целосното ова предавање, прво е важно да ги разликуваме овие три фази, затоа што многу организации мислат дека се модерни, а всушност се уште заглавени во првата фаза, односно во дигитализацијата. Дигитализацијата, наедноставно кажано, е копирање на хартиеното во дигитално. Истото она што сме го правеле на хартија, со дигитализацијата го правиме користејќи софтвер, компјутер, дигитални уреди и така натаму. Меѓутоа, тоа не ја намалило должината на работата, не намалило колку податоци треба да внесеме, како ќе работи тој систем. Едноставно, затоа велиме, сме го ископирале она што го правиме на хартија, сега да го правиме дигитално. И ова беше моменталниот вау
но пред 15 години. Наместо хартија имаме PDF. Наместо книги имаме Excel, наместо архиви имаме фолдери. Но процесите суштински се променија. Во суштината ти остана исти, само се префрлија на друг медиум. Организацијата стана дигитална, но не и паметна. Следната фаза е фазата на автоматизација, каде што машината прави некаква рутина наместо нас. И ова беше вториот скок. Имаме системи што автоматски пресметуваат ДДВ, автоматски праќаат фактури, автоматски извршуваат толку многу процеси и пресметки и со тоа доволно добро заштедивме време. Но автоматизацијата и понатаму е глува. Таа само извршува, не размислува. Да, сме дошле до процеси кои што се убрзани, кои што се автоматизирани, меѓутоа пак структурата е таа. Е сега третата фаза, интелигентната фаза. Тука влегуваат системи кои што разбираат, кои што учат и предвидуваат. Ова е моментот и во оваа фаза нас машината, односно компјутерот, ни станува партнер, не само алатка. Затоа што таквите интелигентни системи, посебно изработени во целост, најпрво може да откријат многу нелогичности. Може да предупредат на ризик. Може да идентификуваат измена, да анализираат најразлични трендови, да предвидат ликвидност, да продолжат оптимални одлуки и така натаму. Особено кога се работи со голем број на податоци, овие интелигентни машини имаат способност да пронајдат поврзаност помеѓу податоци кои што нас не би ни изгледало дека се на некој начин поврзани и да најдат некаков релевантен тренд или нелогичност или измама која што може да не доведе до донесување на поинаква одлука. Ова е моментот кога влегуваме веќе во свет каде што човекот има увид, машината има моќ, а заедно имаме резултати. Преминот од дигитализација кон интелигенција е исто како преминот од велосипед кон авион. Исто се движиме, но брзината, можностите и паметот се сосема други. Болните точки во традиционалното сметководство. И така ги нареков болни точки, бидејќи навистина токму тоа е представуваат и секој сметководител го знае ова, меѓутоа ретко кога јавно се зборува. Традиционалното сметководство е оптоварено со проблеми, што не се резултат на лоша работа, туку едноставно резултат на застарени практики и застарени алатки. Рачна работа, премногу замор, премногу стрес и грешки. Повеќето сметководители трошат најмногу време на најмалку вредни задачи. И тоа создава замор, создава нервоза, стрес, недостаток на време за вистинските важни работи, како што се анализата, препораките, стратегијата. И секако, целиот тој притисок и тој замор и стрес доведува и до правење на грешки или е како последица на настаната грешка претходно. Втората болна точка – премногу системи. Премногу системи, премногу хаос. Еден документ ни се наоѓа на имејл во e-пошта. Другиот се наоѓа на Google Drive или сличен cloud сервис. Третиот ни го испратиле на Viber. Четвртиот е кај колегата во другиот компјутер. Ова е рецепт на доцнење, на страв и на стрес. Да мораме да размислуваме или уште полошо да паметиме каде ни се наоѓа секој од тие документи, дали можеме да му пристапиме во секое време,
дали може би некој го изменил во меѓувреме или го избришал, па дали е тоа најновата верзија, па дали беше тој документ од тој клиент, не ми го прати на мејл, после тоа ми пушти на Viber понова верзија. Преголем хаос, премногу непотребен хаос. Од моментот да се направиме подостапни, подигитални, да можеме на секаков начин да ги обслужиме клиентите и да можат на секаков начин и во секаков формат да ни испратат нивните документи, на крајот ние се сведуваме во премногу голем хаос. Трета точка. Недостаток на интеграција. Повторно премногу рачна работа. Кога системите не комуницираат, ние сме тие луѓето кои што стануваме мост помеѓу нив и тоа е најлошото можно решение. Точка број 4. Ревизијата што трае премногу долго. Не затоа што ревизорите се бавни, туку затоа што податоците не се спремни. И петата и најболна, дека грешките се откриваат прекасно. Грешка откриена на крај на месец боли повеќе од грешка откриена истиот ден. Затоа што таа на крајот на месец може да се провлекла низ толку многу пресметки и документи. Овие болни точки ја прават работата потешка од колку што треба да биде. И токму затоа интелигентната автоматизација доаѓа како спас. Не за да ја замени човечката работа, туку е за да ја направи нормална, лесна, современа, без толку стрес, без толку трошење на непотребно време и страв и доцнење и загриженост за непотребните работи. Дајте нашата енергија да ја користиме на она што е поважно, каде што навистина требаме во делот на анализата, во делот на стратешкото размислување. Едно од честите прашања кои што посебно на социјалните мрежи се појавуваат во однос на кои ќе бидат следните работни позиции во наредните години, нови работни позиции кои што се отвараат поради постоењето на вештачката интелигенција, кои би се замениле и така натаму. Меѓутоа има тренд исто така да се прават истражувања за очекувањата на компаниите и на клиентите од оваа година 2025, која што е веќе привршува, па понатаму. Она што е земено од сите овие анализи како сиже, како некоја средина, е дека клиентите и компаниите денеска имаат сосема поинакви очекувања од колку пред само 5 години. И тоа не е затоа што сега бараат повеќе, туку затоа што технологијата е таа што им покажала дека сега повеќе е возможно. Тие сакаат да имаат real-time податоци. Значи не на крај на неделата, не месечно, не квартално, веднаш. Веднаш да може да имаат достапност до податоците, да може да ги гледаат податоците и трендовите, бидејќи светот работи многу брзо, тоа значи одлуките мораат да бидат брзи. Исто така тие сакаат предвидувања, не само извештаи. Значи, секако, точно, многу е важно да не само да знаеме што било и како било, затоа што пред се ние сме битија кои што учиме од грешки, па на тој начин сме ја креирали вештачката интелигенција исто така да учи и од грешки и од добри постапки секако. Меѓутоа, важно е да имаме доволно добро предвидување што би можело да биде. И тоа е всушност суштината на современата финансиска улога. Тоа предвидување не само што би се однесувало како анализа од историските податоци, она што се случило, туку е во комбинација со следење на светските трендови, со следење на одлуките на компании слични
како нашата, во однос на за која индустрија работиме, во која држава, која ни е нашата таргет публика. Исто така во однос дали се работи за мало, средно, големо предпријатие и така натаму, значи веќе можеме да следиме искуства и одлуки донесени и кои се донесуваат во моментот од слични компании. Исто така можеме да следиме многу надворешни фактори кои што може да делуваат на нашите предвидувања, дали тоа ќе бидат берзански податоци, дали тоа ќе бидат некакви промени во регулативи и закони или било што друго се случува. Тие симбиозата и анализата на сите тие податоци заедно е тоа всушност ни дава можност за предвидување и многу прецизно предвидување со тоа што извештаите сега веќе нивната суштина ќе се промени, нема да бидат само извештаи, туку ќе бидат и можни предвидувања кои што со голем процент има можност да се случат. Друго што сакаат компаниите и клиентите, сакаат транспарентност. Тоа е нешто што е многу важно денеска во сите животни и професионални аспекти, меѓутоа особено за она што зборуваме за клиентите и компаниите. Денешните компании сакаат сметководство што не крие, туку открива, што не чека да се случи нешто, туку ќе предупреди дека може да дојде до некој ризик. Таа е таа транспарентност во комуникацијата и во действувањето помеѓу клиентот или компанијата и сметководителот. Тие сакаат сметководител кој е советник, а не техничар. Што мислиш за ова? Дали мислиш дека ова е паметно? Како ова ќе влијае на нашиот кешфлоу и така натаму? Ова се прашањата кои што стануваат се почести, кои што треба да бидат поставени и од двете страни, значи дури и сметководителот може да го постави ова прашање кон својот клиент, меѓутоа многу повеќе нели клиентите и компаниите ги поставуваат овие прашања и ние сме тие како сметководители што треба врз база на сите анализи, предвидувања, историски податоци кои што самите интелигентни системи ни овозможуваат да ги имаме, ние да сме тие кои што ќе ги посоветуваме нашите клиенти како да ја подобрат нивната бизнис стратегија, како да сменат некоја одлука, едноставно како да станат подобри со тоа и ќе бидат и позадоволни клиенти и ние ќе имаме повеќе работа и така натаму. И секако дека сакаат вредност, сакаат инсайт или значење. Бројки, не само бројки. Бројките сами по себе не значат ништо. Во оној момент на бројката кога ќе дадеме значење, тогаш таа станува вредна. Многу прост пример кој што често го разговарам со многу колеги и студенти. Ако имаме некој знак со број 5, ние не знаеме тој број 5 што означува. Дали е дозволена брзина, дали сме 5 метра оддалечени од нешто или километри, дали е некаков запис за нешто друго, не мора биде сообраќајен знак, може да бидат години на некој така натаму. Значи, немаме ние инсайт или значење ако видиме само бројка без контекст. Во оној момент кога ќе пишува 5 и например километри, веќе знаеме дека се работи за некаква оддалеченост од нешто или некаква должина. Веќе тука бројката добива свој контекст, свое значење. Значи, тоа е она што е важното, дека бројките сами по себе не значат ништо, мора да им доделиме значење. Роботска процесна автоматизација или RPA. Тоа е нешто што многу често се користи како термин во последниве неколку месеци за роботска процесна автоматизација, но тука не влегуваат само физичките роботи.
туку збориме за дигитални работници кои извршуваат делови од нашиот работен ден со брзина или прецизно што човек едноставно не може да ја постигне. И овие дигитални роботи се всушност софтверски ботови што може да симулираат човечко кликање, внесување, копирање, проверка, анализирање. Замислете ги како некој идеален вработен. Никогаш не се заморува, никогаш не прави грешка, работи 24 часа без пауза, никогаш не заборава, не оди на боледување, секогаш ги следи правилата. Значи, таа е една од најмоќните технологии во финансискиот сектор, затоа што решава токму тоа што не убива нас во секојдневната работа. Сите мали, повторливи, досадни, технички, монотонни задачи што никогаш не завршуваат. Да сме реални, во традиционалното сметководство 60% од времето оди на активности што немаат интелектуална вредност, само механички чекори. Сега со RPA токму тој дел се превзема. Например, фактурите да се внесуваат автоматски, да се проверуваат бројките автоматски, кросчек да се прави помеѓу секакви банкарски извештаи, автоматски да се препознаваат и категоризираат трансакциите, да се креираат репетитивни извештаи, да се праќаат потсетници, да се подготвуваат податоци за ревизија и така натаму. И што е најубавиот дел од сето ова? RPA не функционира сам, туку во комбинација со сметководителот. Значи, тоа значи дека ни остануваат да ги извршуваме оние паметните, убавите делови од работата. Анализата, толкувањето, донесувањето на одлуки, а нашиот робот е оној кој што ќе врши многу попрецизно, поточно, значи со тоа и ние ќе имаме помалце главоболка, сите оние редудантни и досадни активности кои што немаат интелектуална вредност и се само механички. Слично како некој кој ви ги извадил сите тешки куфери од раце и ви оставил само пасошот. Значи, RPA е оној кој што ќе ја носи целата тежина од работата, а вие ја носите вредноста. Значи, ова е момент, ова е точка на ослободување на сметководителот, а не на негово заменување. Целото тоа учење, знаење, искуство кое што сте го стекнале, сега да можете конечно да го покажете и да го трошите на нешто паметно, интелигентно, а не само на механички пополнување на различни шаблони, извештаи и така натаму. Вештачката интелигенција веќе е насекаде околу нас и секако дека влегува и во различните финансиски и сметководствени процеси. И таа е следниот логичен чекор по RPA, затоа што додека роботот извршува задачи, вештачката интелигенција ги разбира тие задачи. Значи, тоа се две суштински разлики. Вештачката интелигенција не е само алатка што пресметува. Тоа е алатка и што мисли. Барем во смисла на анализа на голем број податоци, препознавање на шаблони, донесување на логични заклучоци и така натаму. Во сметководството, ова значи дека веќе не мораме да ги ловиме аномалиите, тие сами ќе ни се појават. Не мораме да пресметуваме сценарија, сами ќе ни се предложат, не мора да носиме одлука без податочна поддршка, затоа што системот веќе предложи најверојатно сценарио кое што може да се случи. Например, со вештачката интелигенција можеме да ја споредиме секоја трансакција со историја од последните 3 години. Може да препознае невообичаени вредности. Може да спореди со други клиенти или добавувачи, да предвиди ризици во кешфлоу,
да моделира сценарија, што ако, например, го зголемиме трошокот за 10% и да ни направи анализа и одговор на како тоа би изгледало, што многу повеќе ќе ни ја зголеми довербата во одговорот и многу полесно ќе биде да донесеме одлука дали треба да зголемиме за 10% или не треба и можеби за помалку, повеќе и така натаму. И секако многу важно, вештачката интелигенција може да препознае измамен облик на однесување. И ова не е фантазија, тоа веќе функционира во оние апликации кои што ги спомнав пред малку, а кои што детално ги разговаравме минатата година. Xero, SAP, QuickBooks, Zoho Books, Oracle и многу други системи. И што значи ова за нас? Тоа значи дека веќе не мораме да ловиме грешки, ќе ги гледаме, не мораме да правиме рачни анализи, ќе ги добиеме готови. Технологијата ќе предвиди какви би биле идните случувања, не мораме ние да стануваме пророци. Значи, човекот останува да биде мозокот. А вештачката интелигенција станува супер око, што гледа се што сме пропуштиле или нешто што не сме можеле да го видиме. И на тој начин, сега со подобар вид, ние можеме да донесеме подобра одлука. Значи, ова е симбиоза, не е конкуренција. Подоблачни екосистеми се подразбираат клауд базирани системи и тоа клаудот или облакот не е само место каде што се чуваат фајлови, тој представува новиот оперативен систем на сметководството. Мислете на клаудот како на заеднички мозок за целата организација. Се е таму. Документи, фактури, договори, банкарски транзакции, ревизорски траги, анализи, биланс, напомени, автоматизирани правила и најважното, се е достапно во секој момент кога ни треба. Значи, оној хаос кој што го споменавме претходно, кој каде, кога се наоѓа, па имам ли достапност сега до тој податок или немам, дали некој го изменил, дали имам најновата верзија и така натаму, можеме да го заборавиме. Например, ревизорите не мораат да бараат документи, си имаат пристап самите. Или менаџментот не мора нас да ни бара извештаи, затоа што тие статистики може да се генерираат во реално време. Нема хаос од 10 верзии на истиот Excel. Постои само една истинита, точна, најнова верзија. Нема испрати ми го фајлот. Се си е видливо, се си е централизирано. Од традиционалниот модел информациите патуваат бавно. Во облачниот модел, по клауд базираните решенија, информациите се како жива течност, постојано се присутни, ажурни, достапни без одложување. И ова и tekako го менува начинот на работа. Најпрво го елиминира хаосот, за нас па и за сите други, го намалува ризикот од грешки, го намалува времето потребно до донесување на одредена одлука и уште нешто многу важно, облакот го прави сметководството да биде тимска дисциплина, не индивидуален подвиг. Сите гледаат исто, сите имаат пристап, сите работат синхронизирано. Ова е основата за модерна финансиска организација. Токму ова. Да направиме краток преглед на Xero, SAP, QuickBooks и Zoho Books, апликациите кои што ги споменавме неколку пати до сега, таман малку освежување на паметењето, со повеќе детали од минатата година, таман и можност за некој, доколку не присуствувал на тоа предавање, да научи нешто ново за овие апликации, затоа што овие системи имаат огромна длабочина и многу од нивните најкорисни можности не се секогаш очигледни на прв поглед. Ќе ги разгледаме со
поинаква перспектива, не само како алатки, туку како целосни екосистеми, што можат целосно да го променат начинот на кој функционира една финансиска служба. Најпрво Ксеро, кој е еден од најраспространетите и е многу повеќе од едно мало сметководство. Ксеро многумина го знаат како лесен, минималистички софтвер, но реалноста е дека Ксеро е многу подлабок отколку тоа што изгледа. Функции кои што често се забораваат или луѓето не знаеле дека постојат, најпрво bank feeds, со речиси 100% автоматизација. Ксеро ги има еден од најсилните системи за банкарска поврзаност во светот. Автоматски може да вчита и увезе трансакции, да ги категоризира, да учи од изборите на сметководителот. Во себе има исто така и Ксеро Hub, кој што е централен панел за ревизори и сметководители. Има мало контролно седиште за фирмите што управуваат со многу клиенти и со овој хаб им овозможува мониторинг на различен тип на документи, грешки, активности, недостасувачки фактури, таскови кои што треба да ги прави тимот. Исто така во себе содржи Xero Projects, кој што има мини ERP функционалност, значи може да ги следи проектите, трошоците по проект, профитабилност по клиент. Многу од фирмите кои што го користат не знаат дека Xero ја поседува оваа функционалност. Друга функционалност која што ја има е Marketplace, кој што овозможува, или Shop, кој што овозможува интеграција со повеќе од 1000 различни апликации. Значи, скоро секое CRM решение, payroll, заплати, invoicing систем за фактури и така натаму, или warehouse може да се поврзе со Xero. Со тоа што Xero добива навистина многу голема поддршка од најразлични апликации, бази на податоци, warehouse, податочни центри и така натаму. И нешто што е ново во Xero оваа година, 2025-та, Intelligence Plus. Тоа им е најголемиот апгрейд до сега, каде што уште повеќе се подобри прецизноста на нивните предвидувања, прецизноста на идентификацијата на аномалии, пронаоѓање на кешфлоу ранливости и секако препораки за подобрување на процеси. Значи, Xero е алатка која со помош на вештачката интелигенција стана мал аналитичар, а не само софтвер за сметководство или bookkeeping, како што викаат. SAP, уште една многу голема алатка, која што се смета дека е кралот на корпоративните системи, особено секако користен и за сметководствени потреби. Има сега нов мозок, Joule. Тој е гигант, но не секој ја знае вистинската моќ која што може да има SAP. Минатата година го спомнавме како голем ERP систем. Денеска ќе го разгледаме малку подетално. SAP FICO е основата на финансиската архитектура на корпорациите. Тоа е една од алатките од SAP системот и тоа е срцето на сите финансии и контрола, планирање, буџетирање, управување со ризици, се е интегрирано во внатре, ништо не стои во изолација. Исто така има и SAP Analytics Cloud, кој што овозможува најразлични видови на сценарија, предвидувања, Deep Analytics, KPI dashboards и многу побрзо од и далеку во поголеми детали и во поголема димензија од она што
порано се правеше само во Excel. Исто уште една од алатките кои што се многу важни во склоп на SAP системот е SAP Ariba, кој што овозможува следење на добавувачи договори, значи ја менува целата организација на набавки, транспарентно и автоматизирано. Целиот оддел за набавки е заменет со SAP Ariba. Потоа има SAP S4HANA, што е најбрзиот ERP мотор сега, обработка на кој што сега постои, овозможува обработка на милиони трансакции во реално време, благодарение на in-memory технологијата која што ја има. И најголемиот скок го направија со нивниот нов мозок, кој што го спомнав на почетокот, односно со Julie, нивниот AI Copilot. Со оваа нова интеграција, SAP стана на вистина современ, може автоматски да предложува различни финансиски анализи, да пишува извештај, да следи ESG параметри, да детектира ризици и неправилности, да одговара на прашања во природен јазик, со тоа што SAP сега стана систем што разговара со сметководителот. Значи не е само ERP, веќе е целосен екосистем со интегрирано решение на база на вештачка интелигенција. QuickBooks. И тој се смета за доста едноставен, но е многу понапреден од колку што се мисли. Многумина го паметат, па и го користат QuickBooks како едноставен bookkeeping систем за мали фирми. Тоа беше точно допред многу години, неколку години, не е точно денес. Прво има вештачка интелигенција, која што ја користи за паметна категоризација. Значи, тој Smart Categorization AI кој што го има QuickBooks вградено во себе, учи од секој внес. После неколку недели, 80% од трансакциите се категоризираат сами. Новото што има Anomaly Detection, многу потценета функција. QuickBooks ви сигнализира за двојни внесови, за сомнителни дневни трошоци, трансакции кои што не се вклопуваат според историјата, манипулации и така натаму. Секако има payroll плюс контрактор менеджмент модул. Многу фирми не знаат дека QuickBooks има payroll систем со голема автоматизација. Има Rule Automation, значи секој тип на трошок може да му назначиме свое правило, според износ, според опис, локација, продавач и така натаму. Во себе има исто така и Cash Flow Planner, која што е многу силна алатка и која што делува изненадувачки добро со клиентски податоци, така што од едноставна bookkeeping апликација за мали фирми, QuickBooks денес стана совршена алатка за мали и средни организации што сакаат комбинација од автоматизација и вештачка интелигенција, без да навлегуваат непотребно во ERP мултисложеноста. И исто така сакам да ја споменам Zoho Books, најскриената, најтаинствената, најмоткна алатка. Многу фирми ја потценуваат Zoho затоа што мислат дека е ефтина или едноставна. Таа е една од најголемите заблуди, затоа што е цел екосистем со повеќе од 60 поврзани апликации. Има свој CRM со Zoho CRM плюс Zoho Books, кој што е совршено интегрирани. Нема ништо посилно од ова за фирми што работат со продажба. Секој договор автоматски станува фактура, буџет, проект. Внатре има Zia AI, паметен асистент, и Zia може да анализира приходи, да предвидува трошоци, да пишува извештаи, да идентификува ризици, да открива неправилности и така натаму. Има свој inventory management, односно магацински систем, како што многу ERP системи го немаат. Секако има свој клиентски
портал, така што фирмите може да комуницираат со клиенти директно преку тој портал, што е одлично доколку сакаме да имаме транспарентност. И Зохо прави речиси се што САП го прави, само во помал обем и секако за помала цена. Значи, проекти, понуди, задачи, автоматизации и така натаму. И е дефинитивно најдобриот избор за фирми кои што сакаат CRM плюс финанси во еден екосистем без да купуваат 10 различни системи или алатки. Овие алатки не се само софтвер, тие се деловни партнери. Не ги заменуваат сметководителите, туку ги ослободуваат, ги засилуваат и ги подигаат на следното ниво. Во последните 12 месеци, финтек индустријата направи скок што порано ќе траеше цела деценија. Оно што пред само една година беше во тестирање или во план, денес е активен дел од софтверите што ги користиме секој ден. И оваа еволуција не е случајна, доаѓа од 3 огромни притисоци. Прво, од растечките регулативи, потребата за реал-тајм податоци и појавата на вештачката интелигенција секако како алатка задолжена за опстанокот. Ксеро минатата година беше лидер во леснотијата, но годинава со Intelligence Plus, кој што го објаснивме, го трансформира својот систем од обична bookkeeping алатка во мини аналитичар. Ксеро може да изврши автоматско предвидување на готовински тек, откривање на необични активности кај клиенти и добавувачи, предлози за подобрување на процеси, паметна категористација, кога станува се подобра со време, автоматско генерирање на KPI и коментари, систем што порано само внесуваше, сега размислува. САП од комплексен гигант каков што бил од секогаш, но честопати бил тежок за користење. Во 2025-та со Joule AI го направи поинтуитивен од кога било. Сега менаџерите едноставно може да го прашаат како ми е ESG перформансот во овој квартал, или ревизорите може да побараат покажи ми ги ризичните трансакции во последните 90 дена. Сметководителите исто така може да добијат предвидување за ликвидност со еден клик. Значи, САП не е само ERP повеќе, туку тоа е интелигентен мозок и од преголема комплексност, со помош на Joule се претвори во интелигентна едноставност. QuickBooks, популарен затоа што беше едноставен. Сега е популарен затоа што е паметен. Системот открива дупликати, сомнителни внесови, недоследности во описите, променети шаблони кај клиенти и корисници и го прави тоа без човек да притисне ниту едно копче. Значи, доби огромен напредок во детекција на аномалии. Zoho Books, CRM, Finance, Analytics под еден покрив. Во 2025-та воведе огромни подобрувања со ZIA, целосна финансиска анализа со природен јазик, следење трендови, предупредување за ризик, предвидување на падови во продажба и така натаму. Секој менаџер на овој начин може да добие свој микроконсултант во системот. Ова е големото прашање, кое што не секогаш е лесно да се одговори. Кој софтвер? Кој да се користи? Сите звучат добро, подобро, премногу добро и така натаму, меѓутоа кој е оној правилниот за нас? И правилната алатка е како правилен пар обувки, ако не ви стои не може да се движите напред. Ако не ви се точни и така натаму.
Затоа има поделба, не мора да значи дека е секогаш така. Меѓутоа, за малите фирми се препорачува Xero или QuickBooks, затоа што имаат ограничен буџет, се поевтини како алатки. Сепак, малите фирми, иако имаат ограничен буџет, имаат голема потреба за автоматизација и овие алатки се идеални затоа што не бараат IT тим, се едноставни, нудат автоматско категоризирање, имаат банкарски фиц и се доволно моќни за анализа. За средни фирми идеално е Zoho Books, затоа што прво рековме има спој од CRM и Finance. Средните фирми го добиваат тој комбиниран дел продажба, проекти, магазин, HR, и Zoho е совршен затоа што се работи под еден екосистем и нема потреба од 10 системи. За големите фирми SAP, Oracle, Dynamics, затоа што големите фирми бараат сериозно управување со ризици, логистика, ревизии, GDPR и други регулативи, глобални операции, а SAP е идеален кога процесите се огромни и комплексни. Како правилна алатка треба да значи брзина, точност, стабилност и можност за раст. Се друго води кон хаос, грешки, непотребни трошоци. Значи, тоа треба да бидат 4 главни предводници во донесувањето на одлуката кој софтвер да го избереме. Ајде да зборуваме малку за RegTech, една од најважните, но за жал најмалку објаснети области во модерното сметководство и финансии. Многумина, се надевам, сте слушнале за неа, но малкумина навистина разбираат што представува, и тоа е нормално, затоа што во RegTech е релативно нов термин кој започна се користи посериозно пред само 5-6 години, но во 2024 и 5-та веќе стана критичен дел од финансиската технологија. RegTech е кратенка за Regulatory Technology, технологии што им помагаат на фирмите автоматски да ги исполнат сите закони, регулативи и стандарди што важат на нивната индустрија. Со едноставни зборови, RegTech е технологија која што автоматски се грижи да не прекршите закон, представува дигитална замена за десетици рачни проверки, контроли и осогласувања, и RegTech представуваат системи што ја чуваат фирмата од казни, ризици и лоши практики. Пример за закони и регулативи што бараат RegTech се закони за заштита од податоци, како GDPR, закони за перење пари, Anti-Money Laundering и AML, закони за финансиска транспарентност, закони за корпоративно управување, стандарди за ESG, еколошки, социјални и управувачки параметри. RegTech е клучен, бидејќи денес законските барања се многу повеќе од порано, а фирмите едноставно не може да ги следат рачно. Сега ќе се запрашаме зошто пак е сметководството прва линија на RegTech? Затоа што сметководителите и финансиските тимови се оние кои што се директно засегнати, затоа што тие се оние кои што ги чуваат податоците, тие се оние кои што ги подготвуваат извештаите, ги процесираат трансакциите, комуницираат со ревизори, со банки, со регулатори, тие се одговорни за точноста, за транспарентноста, за интегритетот. Значи, RegTech ги прави сите овие процеси пофлексибилни, побезбедни, автоматизирани и проверливи. Клучните области каде што RegTech буквално ја менува играта е во AML, Anti-Money Laundering, која што е областа каде што RegTech ја има најголемата улога за спречување перење пари. Регулативите под оваа категорија бараат фирмата да препознава сомнителни трансакции, да следат необични однесувања,
да идентификуваат клиенти со ризични профили, да анализираат образци што налекуваат на незаконски активности и Пертек системите имаат, Ректек системите прават милиарда проверки за неколку секунди, што е невозможно со колкафи да имаме човечки тим. Пример за ваквите anti-money laundering Rектек функции се автоматското откривање на сомнителните трансакции, следење на фреквенција, износ, локација, скрининг на клиенти преку глобални листи, санкции, ПЕПС и така натаму, известување до релевантни институции, психологија на трансакциски образци, пробуваат да најдат патерни, шаблони. Значи, вештачката интелигенција денес открива измами 30 до 50 пати побрзо од традиционалните методи. Второ, рековме дека е многу важно за GDPR или регулативата за заштита на лични податоци, која што е една од најстрогите релативи во Европската Унија. Казните може да бидат и до 20 милиони евра или 4% од годишниот приход. Со Ректек автоматски се контролира прво пристапот, за да се провери кој ги гледа податоците, кој ги менува, од каде пристапува, што правил со тие податоци. Понатаму, управо со чувствителните информации, значи личните податоци мора да се чуваат и уништуваат правилно. Ректек тоа го прави автоматски. Понатаму, води евиденција при обработка. Значи, ако ние рачно водиме евиденција, тоа ќе биде тотален хаос. Вака, со автоматското водење, ние добиваме сигурност. Ректек следи истек на податоци, измени, бришење и така натаму. Значи, самиот систем ќе не предупреди ако некој се обидува да пристапи незаконски, ако премногу често ги менува податоците, ако извезува податоци без дозвола. Значи, GDPR бара Zero Trust принцип. Значи, во никого да не се верува. И Ректек го обезбедува токму тоа. Третиот сегмент кој што исто така го спомнавме како еден многу важен сегмент, каде што Ректек исто така има многу силна улога, е ESG, кој што станува се поголем дел од корпоративниот идентитет. Самите регулативи бараат фирмите да покажат дека работат етички, чисто и одговорно, но собирањето на вакви ESG податоци рачно е скоро невозможно. Значи, Ректек автоматски собира енергетски податоци, податоци за отпад и емисии, за транспортни податоци, какви ресурси се користат, социјални идентикатори, показатели за корпоративно управување. Потоа го проверува и тој ESG скор, и ова станува критично за банкарски кредит, инвеститори, големи клиенти, јавни тендери. Значи, технологијата е таа што овозможува ESG скор да биде точен, а не да биде само козметички. Предностите кои што ни ги дава Ректек за сметководителите е дека нема веќе рачни проверки, се си го прави системот, нема веќе човечки грешки, кој што беше најголемиот ризик да се во финансија се направи грешка. Значи, Ректек ќе елиминира таа грешка, брза ревизија, се е трасирано, документирано, проверливо, поголема доверба, регулаторите и партнерите имаат поголема доверба во фирми кои што користат Ректек, имаме заштита од казни, че ова е реално, бидејќи Ректек е многу поевтин од една единствена казна, и сметководителите на овој начин добиваат супер моќи, тие стануваат аналитичари, контролори, стратешки советници. Еве, например, еден практичен пример. Замислете фирма со 20.000 трансакции месечно. Тоа значи дека секој човек мора да провери 100 до 200 трансакции дневно. Ректек проверува 20.000 дневно. И не само да ги провери, туку пропратно ги анализира, ги споредува, ги сигнализира, ги категоризира и им прави ризичен скоринг. Значи, им доделува скор или поени
на какав ризик може да имаат или не, и се тоа во реално време. Че е невозможно брзината, деталноста и точноста која што ректек ја прави да ја замениме со колкав и да било човечки тим. Меѓутоа, ректек многу е јасно да ни биде дека ректек не е нешто во иднина, тоа веќе е потребата на сегашноста. Ниту една фирма не може да биде безбедна, усогласена и одржлива без ректек, и сметководителите се оние кои што ја водат оваа трансформација. Денес финансиските податоци се највредната интелектуална сопственост на една фирма и нивната заштита не е само задача на IT тимот, туку е и финансиска задача. Сајбер нападите растат до 300% и сметководителите се главна цел затоа што имаат, мислам за хакерите и за нападите, затоа што имаат пристап до банкарски податоци, до договори, до плати, до финансиски извештаи. Затоа, системите кои што ги користиме и треба да ги користиме и во иднина мора да имаат во себе барем 256 битно шифрирање на податоците, минимум двофакторска автентикација, автоматски бекап, георезервни копии, контролирани пристапи по улоги. Новата ера на апликации веќе започна да користат вештачка интелигенција за справување со безбедноста, затоа што вештачката интелигенција овозможнува многу рано откривање на сомнително однесување, спречување на измами, следење на пристапот во реално време и секако алармирање при ненормални активности. Финансискиот тим треба да биде оној кој што ќе представува чувар на довербата, затоа што клиентите имаат доверба во сметководителот, а не во IT тимот. Тоа значи дека одговорноста за безбедноста е директно ваша како сметководители, а интегритетот на податоците е интегритет на брендот. Ако добиете име дека податоците не се безбедни кај вас, автоматски ќе го загубите и вашиот бренд, односно името на она добро име кое што сте се труделе да го стекнете со години. Веднаш ќе падне во вода. Така да безбедноста на податоците мора да биде на највисоко ниво. Блокчейн е една од најнеразбраните технологии во сметководството, многумина ја поврзуваат само со криптовалути. Но блокчейн како технологија е многу повеќе од тоа. Криптовалутите се само еден продукт. Во финансиски контекст, блокчейн е револуција во ревизија, следливост, безбедност и транспарентност. И денес ќе зборуваме за блокчейн како сметководствена технологија, не како криптотема. Прво да видиме што е блокчейн во контекст на ревизијата. Блокчейн е непроменлива дигитална книга на записи. Тоа значи нешто кога еднаш ќе се запише, не може ниту да се измени, ниту да се избрише, ниту да се манипулира. Значи, ова е нешто најважно што треба да се разбере. Блокчейн е технологија што гарантира дека ниеден запис не може да биде лажен, скриен или изменет без трага. Тоа значи јас и да направам печатна грешка, која што ми е запишена на блокчейн и сакам да ја изменам, тоа ќе биде нов запис со изменетата содржина, меѓутоа стариот ќе постои секогаш. И во двата записи ќе стои кој го сменил, кога, како и така натаму. Секогаш не се заменува новиот запис со стариот, туку ќе постојат двата. Ако традиционалните бази на податоци, ги замислиме како Word документ, можеш да го избришеш, да го измениш, да ја смениш содржината внатре и така натаму, блокчейн треба да се замисли како запечатен документ во стаклена кутија. Сите го гледаат, сите знаат дека е таму, но никој не може да го допре. Сега, зошто е ова важно за сметководството? Затоа што сметководството е работа на доверба, а довербата значи точни, вистински непроменети податоци. Блокчейн ја решава една од најстарите слабости на сметководството. Ризикот од манипулација со податоци, било намерна или ненамерна.
Сега, како функционира овој блокчейн audit trail? Значи, кога ќе се создаде нов документ, тој добива свој криптографски печат. Секој документ, фактура, запис, ревизорска белешка, трансакција добива хеш или уникатен математички код. Ако документот се измени, дури со една буква, хешот целосно се менува. Тоа значи дека секоја промена остава трага, секоја манипулација е веднаш видлива и нема скриени измени. И ова е револуционерно за ревизорите. Секој запис може да се поврзе со претходниот, затоа што блокчейн е како синџир, кај што секој блок е поврзан со следниот, затоа и се вика блокчейн. Ако некој се обиде да смени еден блок, целиот синџир ќе се расклопи. Ова создава ефект на самозаштита, затоа што системот самиот се брани од манипулации. Понатаму, записите се распоредени на повеќе сервери. Нема централен сервер кој може биде нападнат, да се избрише, да се изгори, да го хакнат, да се украде и така натаму. Дури и ако некој сервер е нападнат, сите други го чуваат истиот запис. Сите компјутери кои што се поврзани на блокчейн мрежата ги чуваат записите. И ова го прави блокчейн безбеден, стабилен, не подложен на корупција и не подложен на интерни злоупотреби. Сега ревизијата веќе станува автоматска. Блокчейн елиминира потребата ревизорот да лови документи, дали биле на USB, дали биле на имейл, рачни архиви, дали биле на драйв и така натаму. Се е таму, се е верзионирано и се е проверливо. Сега ајде да замислиме една слика како тоа би изгледало во фирма. Значи, замислуваме, имаме една фактура, со традиционален софтвер што треба да направиме? Што можеме да направиме? Можеме да измениме, да избришеме, да смениме датум, да смениме верзија, да се измени поддатотеката и така натаму. Со блокчейн не може да се менува, не може да се скрие, не може да се избрише. Сите измени се видливи, секој чекор, секој човек, секое време, се знае. Што добива сметководителот со тоа? Нула можност за манипулација, значи не постојат средувања, исправки без трага, секој запис мора да биде вистински. Лесна ревизија добиваме, значи ревизорите добиваат целосна трага. Кој внел, кога, како, од кој уред, што менувал, зошто менувал. Добиваме вистинска верзија на податоците, нема 10 фајлови со исто време. Нема финална верзија, па финална верзија 2, па финална верзија 3. Автоматско усогласено со регулатори. Блокчейн создава трага што е поусогласена од било што човечка рака може да го направи. И многу поголема доверба. Инвеститорите, ревизорите, клиентите, партнерите имаат целосна транспарентност. Секој од нив може да влезе да провери за некој податок, неговиот историјат и така натаму. Еве да замислиме еден пример. Компанија користи блокчейн за евиденција на договори. Договорот се запишува на блокчейн во моментот на потпишување. Ако некој се обиде да го промени, хашот се менува и системот алармира. Ревизорот веднаш гледа која верзија е оригинал, затоа што секогаш тоа е запишана. Нема спорење, нема измени без трага, нема паралелни версии. Ова штеди недели работа при секоја ревизија. Кога блокчейнот е најкористен? Во компании со многу документи, во компании со многу вработени во финансии, во компании со ризик од измами, во компании што сакаат силна ESG пракса, во компании што работат во повеќе држави, во компании со силни ревизорски барања. Блокчейн е совршен за комплексни околини каде точноста е критична. Сметководството порано се заснуваше на доверба. Со блокчейн довербата е вградена во технологијата што ја користиме, значи нема повеќе сомнежи, нема повеќе скриени измени, нема повеќе човечки фактор како ризик. Ова е новата основа на ревизија, усогласеност и финансиска транспарентност. Ова е сметководството 4.0 во најчиста форма. Чуваме за иднината на сметководството, често слушаме за технологија, за системи, за автоматизација, но вистината е дека најважниот дел од оваа трансформација не е технологијата, туку луѓето, ние, нашите вештини, нашата способност да учиме, да се адаптираме, да размислуваме
понатаму. Овие 5 вештини што ги гледате тука не се само препораки. Ова се основите на професионалецот кој ќе биде релевантен во следните 10, 20 па и 30 години. Првата е податочна писменост. Податоците се новата валута. И порано се викало информацијата е пари. Меѓутоа сега таа многу повеќе значи. Посебно ако ја добиеме во реално време или многу брзо. Секој број, секоја табела, секој график имаат приказна. Сметководителот на еднината мора да знае да ја прочита таа приказна. Не е доволно само да внесуваме и проверуваме податоци. Мораме да умееме да ги поврземе, да ги интерпретираме, да ги претвориме во одлуки. Оној што ги разбира податоците, ја контролира реалноста на компанијата. Втората е аналитичко размислување. Со автоматизација на рутината, нашата вистинска вредност ќе биде нашата способност да размислуваме логички, критички, да идентификуваме ризици, да ги видиме причините и последиците, да предвидиме. Вештачката интелигенција може да најде аномалија, но човекот е тој што ја објаснува, ја поврзува и одлучува што понатаму. Можеби ќе одлучи дека не е аномалија. Значи, тоа не прави стратешки, а не административни професионалци. Етиката на вештачката интелигенција е нова, но клучна тема. Вештачката интелигенција е моќна, но мора да знаеме кога е правилно да се користи и кога не. Мора да знаеме како се чуваат податоците. Дали се точни тие податоци, како се избегнува пристрасност, како да бидеме транспарентни, како да објасниме што значат препораките од системите. Етичкиот сметководител е највредниот сметководител. Комуникацијските вештини стануваат поважни од кога било. Како сметководители ќе бидеме советници, ќе им објаснуваме сложени бројки на луѓе што не се финансиски лица, ќе влијаеме на одлуки на менаџментот, меѓутоа добрата комуникација е разликата помеѓу извештај и влијание, помеѓу бројка и одлука. И конечно, адаптивноста и учењето. Технологијата се побрзо се менува и постојано се менува и ќе се менува постојано. Адаптивниот сметководител не чека трендови, ги следи, учи нови системи, експериментира, се подобрува, затоа што само оној што учи расте, оној што стои во место исчезнува. Овие вештини ни се патоказ, но и гаранција. Гаранција дека без разлика колку технологијата ќе се развива, нашата улога ќе остане критична, вредна и незаменлива. Не заменува вештачката интелигенција, таа не надградува. И токму овие вештини ќе не направат непроценливи во светот што доаѓа. Таа овозможува да ги користиме нашата интелигенција, нашите искуства и знаења каде што навистина значат, а не на прости механички задачи кои што ни одземаат 60% од нашето време. Како вештачката интелигенција би го сменил секојдневието на сметководителот? Кога зборуваме за вештачка интелигенција во сметководството, најлесно да се зборува за функциите, но денес сакаме да зборуваме за нешто подлабоко. Како вештачката интелигенција целосно би го сменила вашиот секојдневен ритам, начинот на работа, приоритетите, професионалниот идентитет. И ова не е мала промена. Ова е прв пат во историјата да ја гледаме оваа професија да биде ослободена од рутината. Значи, пред вештачката интелигенција, како изгледал еден типичен ден? Секој сметководител го знае ова. Се почнува со внес на фактури, проверуваме кој документ недостасува, правиме reconciliation, го следиме банкарското сметководство, се анализираат многу табели со формули што лесно може да се расипат, проверуваме грешки од колеги, бараме фајлови по папки, по мејлови на Drive, Viber, ваму таму, поправаме грешки направени од системот или од човекот, испраќаме барања за корекција. Многу фирми, 60 до 80% од времето го губат на задачи што не носат вредност, туку носат само обврска. И сега се појавува вештачката интелигенција и што се случува?
Таа ги презема сите задачи што не бараат човечко размислување. Не само што ги извршува, туку ги прави побрзо и попрецизно и без грешки и 24/7. Значи ги внесува документите, користи OCR, NLP и контекстуална анализа, за да може да ги прочита фактурите, подобро од човек да ги препознае кој е продавачот, кој е износот, кој е датумот, во која категорија се стави данок, опис и така натаму. Потоа ги споредува податоците со историјата, ако нешто не е логично ќе сигнализира, го следи кешфлоу во реално време и ќе даде предвидување пред да се случи проблем, ќе анализира трошоците и открива аномалии. Овој трошок е невообичаено висок, пример. Ова плаќање не личи на претходните плаќања. Овој клиент доцни повеќе од нормалното. И секако дава сигнализација за такви случаеви. Исто така вештачката интелигенција генерира извештаи автоматски. Баланс, добивка, загуба, трендови, KPI и така натаму без рачна работа. Го прави ревизорскиот процес многу побрз. Ги маркира сите сомнителни трансакции, ги подготвува логовите, ги организира документите. И што добива сметководителот со ова? Повеќе време за анализирање, а не за внесување. Повеќе време за работа со клиенти, а не барање фајлови. Дури барање нови клиенти, бидејќи сега ќе има повеќе време. Повеќе време за стратегии, не за апдейтирање на табели. Помал стрес, повеќе контрола. Значи, вештачката интелигенција всушност ја враќа суштинската вредност на сметководителот, анализата, логиката, човечкото расудување, предвидување, комуникација. И реален пример, еве да видиме како би изгледал еден ден со вештачка интелигенција. Во 9 часот најновите фактури се веќе внесени. Во 9:05 системот покажува 3 аномалии за разгледување. Во 9:10 кешфлоу прогнозата покажува ризик на 18 во месецот. Во 9:20 клиентот има автоматски генериран финансиски преглед. Во 9:40 се работи на анализа, не на механика. Значи, што можеме да заклучиме? Вештачката интелигенција не го заменува сметководителот, го ослободува, го подига, го прави стратешки, го прави дел од менаџерскиот тим. Ова е најголемата трансформација на професијата во последните 100 години. Еве да разгледаме едно кейс стади. Компанија со 4 до 10.000 и повеќе трансакции месечно, типичен случај за средни фирми, а веќе и за многу мали бизнеси со повеќе клиенти. Во ваква средина е речиси невозможно човек да провери се. Ризикот од грешки е висок, ревизијата е долга, администрацијата е огромна. Првата проблематична точка, што може да се јави? Неусогласеност на податоци. Трансакциите доаѓаат од банки, од доставувачи, од e-commerce системи, од PayPal, од Stripe, од CRM системи. Секој извор има различни податоци и создава хаос. Што ќе направи вештачката интелигенција во овој момент? Ги собира сите податоци без разлика на формат, дали е слика, дали е база, дали е PDF и така натаму. Ги конвертира во еден унифициран формат. Ги проверува на секундарно ниво. Секој запис се обработува низ модели, историски модел, модел според партнер, категорија, локација, однесување, што и да ни е потребно. Понатаму открива аномалии што човек не може да ги види. Пример, аномалија 1. Клиент кој секогаш плаќа на 18, одеднаш плаќа на 3. Системот сигнализира да се провери што е случајот. Втор тип аномалија, трошок за гориво, 3 пати поголем од просекот. Пак системот го маркира како ризик. Друга аномалија што може да биде, фактура со иста сума изден из продавач, потенцијален дупликат. Алармира да може да провериме. Друга аномалија, плаќање со IP адреса од друга држава кога фирмата знаеме дека работи локално. Или чудни трансакции во чудни часови. Пример во 2:30 по полноќ. Значи може да биде индикатор за бот или за измама. Значи вештачката интелигенција автоматски ќе создаде листа на различни трансакции, ревизорски извештаи, хронологија на податоци и трейл за секој документ. Ревизорот не бара, не истражува, не копа, сам системот му го сервира тоа.
Какви резултати ќе имаме во праксата? Ќе се намалат измамите од 20 до 40%. Ќе се намалат човечките грешки од 80 до 90%. Ќе имаме брза ревизија, сведена од неколку недели на неколку часови. Подобра ликвидност, помал хаос и стрес, подобра стратегија. Значи, вештачката интелигенција не е само алатка што штеди време. Тоа е алатка што го подобрува квалитетот на одлуките и ја штити фирмата од ризици. Кога зборуваме за Македонија и за поширокиот регион, секогаш слушаме за предизвици и тоа е реално, но денес ќе ги гледаме предизвиците и можностите, затоа што регионот има и потенцијал да скокне наместо да чекори. Кои се предизвиците? Искрено и директно. Ограничени буџети. Многу фирми инвестираат минимално во технологија. Тоа води до стар софтвер, многу рачна работа, многу грешки и неможност за раст. Но дури и мали инвестиции во вештачка интелигенција даваат големи резултати. Втор проблем, предизвик. Стапици на навика. Така секогаш сме работеле. Ова е најголемата пречка, не парите, не технологијата, менталитетот. Трет предизвик, слаба дигитална зрелост. Фирмите имаат Google Sheets, Word документи, локални сервери, но немаат и стабилни системи. Четврт предизвик, недостаток на обучен кадар. Млади луѓе брзо учат, но малку фирми инвестираат во нив. Кои се можностите? Вистински силни можности кои што можеме да ги имаме. Малиот пазар, значи брза имплементација. Нема долгогодишни сложени системи што треба се рушат и да се менуваат. Ова е огромна предност. Млад кадар со добри технички вештини. Младите брзо учат нови системи. Полесно е да се обучи некој нов со вештачка интелигенција, отколку некој со 20 години стара навика. Европски фондови и поддршка за дигитализација. Ова е најдобриот момент да се аплицира за дигитални решенија. Глобални алатки достапни веднаш, значи нема ограничување, секој може Xero, SAP, Zoho, QuickBooks, Pleo, Revolut Business Try, Payhawk и многу други да ги користи. Петата можност, компании што сакаат раст. Во регионот се јавува генерација на предприемачи што бараат брз раст, што значи брза автоматизација. Македонија може да скокне директно во сметководство 4, без да помине низ 20 години еволуција како големите пазари. И токму тоа е нашата најголема можност, која што треба да ја искористиме. На крајот, ова не е само презентација за технологија, ова е презентација за професија што се менува, за луѓе што растат, за нови можности што пред 10 години беа незамисливи. Сакам 3 клучни пораки да ги запомните. Сметководството не е загрозено. Технологијата не го менува сметководителот. Технологијата го ослободува сметководителот од она што не носи вредност, го прави поискусен, повреден, поважен. Сметководителот станува стратег. Во 2025 и понатаму сметководителот станува аналитичар, станува советник, чувар на довербата, партнер на менаџментот. Иднината е сметководство 4.0 и тоа не е далеку, не е комплицирано и не е страшно. Секој што ќе започне со мал чекор денес, веќе е чекор пред утрешната конкуренција. Сметководството не исчезнува, сметководството еволуира и токму вие сте тие што ја водат оваа еволуција. Ви благодарам на вниманието. Сега ќе следи прашање.